Вардар се враќа на голема врата во градскиот парк во Скопје. Орденот за заслуги за оваа работа, која е од историско значење, им припаѓа на вардаровите пионери, генерацијата 2010 предводена од нивниот тренер, стратегот Зоки Тасевски. Во последното коло од Државната пионерска лига на Македонија, во дербито на колото на челните два тима на табелата, Вардар го победи тимот на Парк со 3:2 и на тој начин потврди дека Вардар спортски, фудбалски газдува со неговото помошно игралиште во градскиот парк. Во една динамична игра со многу пресврти, каде што имаше и досуден пенал за домакините, каде што вардарци настојуваа, се бореа и успеа на крај да ги освојат трите бода со кои сврсто се засврстија и убедливи се на првата позиција во оваа пионерска лига, само потврдува дека Вардар има добра иднина и дека Вардар ќе живее. Титулата есенски првак, освоена со 8 победи на 8 натпревари, вклучувајќи го и едниот натпревар кој е одложен со тимот на Драчево, е само потврда и е токму кронисана на тревата која е залеана со потта на вардарците од времето на Ано Дончевски, Петар Шолинчевски, браќата Мојчеви, легендарниот Кочо Димитровски, голманот Драга Мутибари, Васил Рингов, Бобан Бабовски и сите други многобројни вардарци кои својот живот или поголем дел од својот живот го истрошиле токму овде на ова помошно игралиште. Оваа победа на вардаровите пионери против директниот конкурент, тимот на Парк, е крунски доказ кој е кој на ова помошно игралиште во градскиот парк. Длабоко сме убедени дека ова е само добар знак, дека ова е предвесник, дека ова е почеток на новата ера на вардарците, на нивното старо помошно игралиште. Денес вардаровите пионери одиграа на овој терен како гости единствено во официјалниот протокол. Меѓутоа, нивната победа, нивната доминација на таа хибридна трева или вештачка трева, како што викаат, само потврдува дека Вардар има потенцијал. И не само во оваа генерација 2010-та, и во другите генерации, постари или помлади од 2010-та. Овде е еднината на Вардар, овде е перспективата, овде е животот на Вардар, овде е фениксот кој не може да биде уништен. По таа насока, кратко, недвосмислено, единствено, искрено од се срце, браво деца, браво момчиња, со среќа есенското прво место и да останете тука и на крајот на првенството.